Да зборуваме за важните општествени прашања, за кои другите молчат, да дебатираме со аргументи, да ги анализираме актуелните теми, да ги стакнеме позитивните примери дома, да ги промовираме нашинците во светот со кои треба да се гордееме. Да си кажеме, со Горан Петревски. Добро утро, добро дојдовте назад во утринската програма на Телма. Ова утро да си кажеме со професор Константин Димитров. Професоре, добро утро, добро дојдовте. Добро утро на гледачите кои што ова утринска програма сакаат да слушаат нешто и за енергијата. Да, за енергетската криза поточно, за многу актуелна тема, особено по вчерашната вонредна пресконференција на владиниот економско-социјален тим предводен од премиерот Ковачевски. Соопштија некои одлуки што ги донеле владата и некои мерки кои треба да му помогнат на бизнисот и на државата воопшто во пресред на стартот на грејната сезона и соочувањето со најголемата енергетска криза досега. На почеток би ве прашал дали ја изгледавте вонредната пресконференција или кој би бил вашиот коментар од научен аспект на оние мерки што се предвидени и донесени? Тука не треба голема наука, но треба редовно да се следи што се случува на светско ниво, што се случува во Европа, што се случува кај соседите околу нас и нешто да се следи, што ни го прават, а гледаме дека има позитивни ефекти. Во другите, во околината, дури да кажеме, еве Бугарија, Србија, првите наши комшии, они одамна превземаа мерки да му помогнат на стопанството. Овие мерки кај нас се задоцнети, иако се добри да се превземат. Училиштата и градинките, кај што беше прво кажано дека треба општините или да се скрати настава, беше многу лошо решение, уште подамна реков, срамота е да државата не може да обезбеди за учениците доволно грејење, за да може нормално да се одвија наставата. Со овие мерки, со кои што електричната енергија на училишта, градинки ќе се сведе на иста цена како за домакинствата, таа цена е негдека, колку да знаат граѓаните, 130 евра мегават саат. Не им значи ништо, ама бројката е битна, нема да плаќаат по 400-500 евра за мегават саат. Колку што е брзанска? Помогне. Како многу ќе им значи на општините и на државата. Сега е проблемот тука што влегуваме во финансиска дубиоза, затоа поголема количина на електрична енергија со поевтина цена, тоа ќе мора да го обезбеди електростопанство на Македонија, што е задолжено за тоа. И од таа причина, еве, велиме, владата се задолжува со уште еден изузетно неповолен скап кредит, за да може да ги покрие овие. Ке се помогне на граѓаните, ке се помогне на општините, се го стана уште стопанството. Доколку се успее во тоа да се обезбеди на стопанството поевтина електрична енергија, тоа би било изморедна работа. Ама тоа да се направи ќе се потрошат пари кои што ние ќе мораме како граѓани и како стопанство да ги вратиме во наредниот период. Гледаме дека идната година веќе не чека голема сума пари да вратиме на тоа што сме земале на заем. И ќе биде тешко. Тешко и сега, ќе биде малку потешко да не се грижиме. Добро, професоре, како сублимат кус од она што беше кажано вчера, рековте ја пофалите мерката дека ете училиштата средни и основни, како и градинките, ќе бидат обезбедени со поевтина струја, ќе бидат вратени на регулираниот пазар. Стопанството. Идејата за стопанството е да биде, премиерот рече, 3 до 4 пати пониска цена од берзанската, меѓутоа и како таква таа цена е превисока за многу голем број компании во Македонија. Односно неиздржлива. Да, за сите е тоа превисоко и нормално се враќаме на изворот на проблемот. Изворот на проблемот е дека ние не произведуваме доволна количина на електрична енергија. Знаете, таа цена што е произведена во Македонија е 48 евра се продава, а ја купуваме 600-700 евра на берза. Кај нас се накалемува на таа цена, уште додатоците што се, јас се шегувам, викам друмарина, мостарина, но пренос, мрежа, дистрибуција и гледаме дека на крај наместо да биде 48 евра, 130 евра. Зошто? Како тоа веќе регулаторна комисија треба да даде одговор и има еден многу продлабочен коментар на
грчкиот економист со европски углед во доменот со Сириза беа заедно, евангелист, мислам се каше, кој што зборува дека тоа е начин како да се богатат фирмите кои што произведат енергија со законот за либерализација, формирање на 3 фирми, кои што имате производство, па имате пренос, па дистрибуција, па краен снабдител и сите калемат по нешто на цената и одеднашка цената, она што од производство станува 3 пати повисока. Не кај нас, на цела Европа е прифатено и затоа не боли, а за стопанството е страшно. И според мене, државата на некој начин би рекол го ограничува приватниот капитал, индивидуалниот на граѓаните со лоши законски мерки кои што отежнуваат поставување на фотонапонските колектори, со мерки кои што го ограничуваат количината 4 киловати и 6 киловати, зашто некако Србија, ама ред пишуе колку што се добил дозвола максимално користење, една куќа добила 20 киловати, толку можеш да ставиш ако имаш пари и ако ти треба. Дозволете го тоа да се оживее капиталот што е кај приватниот народ, бидејќи тие нема да потрошат таа електрична енергија, ќе потрошат 20 до 30%. Остатокот државата го превзема со 10 до 20% поевтино отколку што е цената на електростопанство на мега. И таа енергија треба да се пренасочи кон стопанството. Во Европа веќе заговараат такви енергетски заедници на граѓани да се здружат. Дури кај нас читам веќе почнале да размислуваат, ама законската регулатива наместо да се олесни, се отежна со измените во законот за градење, кој што требува да го возможи. Неверојатно е. Просто како владата да работи против граѓаните, за да не им брцнат во джебот на компаниите што тргуваат со струја и компаниите кои што пренос и дистрибуција прават на електрична енергија, па дури и на компанијата нејзината што произведу електрична енергија. За неа барем ќе смалат обврската да купува електрична енергија на берза, за да обезбеди ефтина електрична енергија за Еванаховум, за да може граѓаните да имат поевтина. Мислите дека тоа е прашањето, се штити нивната повластена, односно нивниот бизнис? Не се возможува конкуренција? Нема друго. Зошто да не дозволиш нешто за да се анимира капиталот на граѓаните, да вложат по 5-6 евра за да изградат. Дури Европа предлага да се стимулира, Европа дава дури средства да се стимулира ова индивидуално децентрализирано производство. Сите насоки, сите стратегии го зборат тоа, а кај нас ќе донесеме закони кои што го невозможуваат. Што можам друго да помислам? Дека не знаат? Не е точно. Знаат и не сакаат. Не им одговара. Видите кој работи во трговија со електрична енергија, ќе биде јасно. Не морам ја да кажам кои се тие што се бават со трговија на електрична енергија. Добро, ајде поред професоре да сублимираме на кратко. Трошиме струја колку што не можеме да произведеме. Точно. Треба да увеземе суровини за производство на струја или да купиме од слободниот пазар? И едно и друго, двете дури. Да, кое е најприфатливото решение, најбезболното решение во ситуација да не го натовариме стопанството, односно да му олесниме колку што е можно повеќе и домаќинствата да поминат така како што ќе поминат? Бидејќи со деценија не размислуваме што во секторот на енергетика, а проектите во енергетиката се секогаш над 2, 3, 5 или 10 години се тие проекти, така се планира. Сееш, па чекаш 5-6 години да жнееш. Овдека нема преку ноќ. Не може да трчаме да купуваме електрична енергија и ресурси за производство на енергија во септември и во октомври, да се прави во март, април или една година предходно. Треба да предвидиш. А знаеме, со години 30% увезуваме електрична енергија. Не е ова вчера. Никој не превзема мерка навреме да направи договор долгорочен и да има придобивки со тоа. Не е направено. Сега ќе трчаме, ќе купиме. Ова се што го мислиме ќе се оствари програм на владата со добивање на газ, евентуално од Србија.
То би Ај за гасот ќе одиме подосна. Сакав да го во енергијата и во топлификација. Сакав само прво за струјата да се дообјасниме која е најповолната варијанта за ова за презимување на престојната зима. Ништо не чини, се е принудно. Немаме многу слобода на движење. Мораме да купиме електрична енергија, мораме да купиме јаглен и мазот за да произведеме нешто поевтино отколку да купиме. Добро, минатата година мазутот не беше во игра. Оваа година го пуштаме ТЕЦ Неготино по подолга пауза. Значи купувавме вишоци на слободниот пазар. Дали така поскапо ќе минеме и годинава ако правиме? Апсолутно, секој спот купување што викаме од денес за утре. Е неверојатно поскапо отколку велам ако го купевме тоа да предвидовме во март или април. Тогаш има повеќе на пазарот, помалку има притисок како нас кој што ќе им текне на штурецот зимно време да чука на врата кај мравките, така сега нашиве. Ќе купуваме мазут сега, ќе купуваме јагли, па ќе го платиш знатно поскапо отколку да го купиш во март или април. Тоа е природно е тоа. Ќе го платиме поскапо, не сме го купиле на време. Со него ќе произведеме електрична енергија која што ќе биде поевтина од она што би ја купиле на берза и плюс ќе бидат вработени нашите луѓе, нема да бидат ставени како технолошки вишок модули. Што е со јагленот за РЕК и дали таму може да се уклучат сите 3 блока? Можно ли е РЕК Битола да работи во полн капацитет? РЕК Битола треба да работи. РЕК Битола најавува дека ќе работи. И ние сите се сомневаме дека ќе може сите 3 блока да работат со полн капацитет. Убеден сум длабоко дека не можат да работат со предвидената номинална моќ за која што се проектирани и модернизирани, со не дека на ниво на 230 мегавати на секој саат да произведат. Од повеќе причини и затоа што одржувањето досега не им беше правилно, затоа што сега, кој викаме, треба да работат еден по еден од блоковите одат во ремонт, сега се прави ремонт, обично ремонтите знаеме се прават во летен период, кога има многу помалку потреба за електрична енергија, отколку во овој, да кажам, есенски, зимски период, кога голем број на домакинства ќе се вклучат да загреваат или догреваат со електрична енергија. Било со обични печки, било со топлински пумпи или инвертори, клими, како ги нарекуваат граѓаните, ќе ги вклучат и одеднаш ќе се оптовари системот. Не можеме да произведеме, ќе увеземе. Ја потрошивме водата, немаме доволно акумулација во невреме и што и ја продадовме дури. Хидроенергијата ја продававме 7-8 дена за никакви пари на надвор на пазарот, остваривме некој голем доход, приход, што е жално. Таа вода треба да се чува за дење за овие периоди. Ама не го направивме. Не го направи владата. На Албанија ја продадовме. Продававме, да. И продававме 300, они таму ја продадоа за 500 евро, некој направи чар. Добро, и сега тоа се трговци. Останува да видиме јаглен дали е доволно набавен за РЕК Битола, мазут за ТЕЦ Осломе и за Неготино. Да. Еколошка бомба е враќањето во игра повторно на мазутот, особено што ако не се обезбеди гасот што го спомнавте од Србија, алтернативата и за грејење на Скопје е мазут. Сега, премиерот вчера беше категоричен дека грејната сезона ќе стартува на 15 октомври, иако потоа призна дека се уште договор со Србија за испорака на газ нема. Значи многу е нејасно сега. Прво, цевката по која доаѓа гасот, доаѓа преку Бугарија. Точно. Сега прашуваме инфраструктурно, може би лаички ќе ви звучи вам, да. Мора ли и Бугарија да се праша за таков транзит на енергија или Бугарија навреме кажа, вика, видите, тој цевковод не е моја собственост, него е руска. Тоа е руска инвестиција. Газпром го е и они инвестирале и затоа беше проблемот со Европа. Вика, не може ти да бидеш собственик, ние сакаме на тој пат секој да има право да пристапи. Не бе, вика, јас си го градам за мој возила, за мој ауто. Тука беше првиот кога почна преговори, разговори и дел од Северен ток, кој што го направија компании германски, руски да го прават, демек не е само наш, но да не навлегуваме. Тоа е еве ги позади треба согласност, но нема да биде, се надевам, проблем, освен ако не уценуваат со нешто, не би смееле за тоа, бидејќи гасот протекуваше низ Бугарија, одеше во Србија и Маѓарска. Иако Бугарија рече ја не купувам. Не купува, но тој пат се користи за транспорт на газ до Србија. Проблемот со Србија дека колку што разбрав,
Србија купува ефтин газ од Русија. Ама има една клаузула, не сум сигурен, може да проверите дека да, може да купуваш, ама не може да бидеш да препродаваш. Да. Значи, И тоа беа категорични повеќе познавачи на состојбите, не можеш да го поранешни владени за тебе ти помагам, не може ти седи продеш на Германија или на Бугарија газ од тоа, кога они мене ме напаѓаат непријатели мои. И сега во игра на зборови вели нема да го купуваме гасот, нема да ни Србија да ни го препродава, туку ќе го разменуваме за струја. Ние ќе произведуваме струја за нив, а они нам ќе ни даваат газ. При тоа прочитав дека Србија може да складира, односно има вишоци за 50 дена газ. Значи за месеци, не цели 2 месеца. Добро. Тоа е количината со која Србија газ располага како количество преземено од Газпром. Дали во таа ситуација би било доволно количество газ за Македонија, за тето да произведува доволно грејење за парно во Скопје? Они имаат складирано и во Србија, но имаат платено дополнително ресурси во Маѓарска, во нивните подземни складишта, определена количина газ и таму се имат складирано. Значи, они се обезбедиле. Иако председателот Вучи збори дека имаат недостаток, не им работат нешто централите за јаглен, дури ќе мора да купуваат јаглен и Србија, што е интересно во овој момент. И они ќе имат проблеми. Колку ќе можат да дадат, не можам да гарантирам. Тето се знае колку може да потроши, од оние 400 милиони што ги користиме годишно, најголемиот дел, околу 300 милиони кубни метра на годишно ниво, одеа за тето, за производство на електрична енергија, барем така мислам. На Македонија многу и треба да работи тето. И ако може таа електрична енергија да земат сопствени потреби, е предвидено во планот, кризниот план за спас во енергетиката. Ако тоа се испорача во Србија, едино што ќе биде добивка е когенеративниот процес на оваа. Тоа значи во исто време произведува и електрична и топлинска енергија. Таа топлинска енергија би отишла во топлификацијскиот систем, што го имаше досега БЕГ, што вчера разбравме веќе е доделено на ЕСМ, трите фирми што ги направија. Не знам само дали ќе има газ за ЕЛЕМ енергетика или ЕСМ енергетика. Тој е делот кој што произведе топлинска енергија за железарница, Чаир, не, Гази Баба и натака, за таа насе. Не е кажано ништо дали ќе има газ за Скопје Север. Тоа е во Чаир. Топланата. Таа е во има принуден управник, таа е во банкрот или што знам како, ама таму има граѓани што се принудени. Не кажуваат ништо владата за овие две други постројки. Па и за исток и за Ова е БЕК, ја викам исток-запад, сега тука е голем проблем. Но и тука нема договор со Адора се уште, бидејќи се купени од Адора. И сега тие сакаат да ги продадат. Тоа е дополнителен проблем. Прво немаат газ договорено. Ако немаат газ, викат топлификација, централата не може да работи на мазот. Ама котлите во топлификацијскиот систем веројатно можат, не се баш скинати толку да немаат горилници на мазот, значи можат и ќе се купи мазот, ако се најде, ако се плати и да се загадува Скопје. Следниот проблем е Адора, кој што вика сега ги фатил на тесно, ама државата може да го стисне за гуша кога сака и да се согласи. Да, го цитира вчера член 6 од Законот за енергетика, кој вели дека на енергетски дејности, субјектите што се занимаваат со енергетски дејности или некои исклучоци, како што Адора, не знам каква регистрација има, меѓутоа ги поседуваат топланите Исток и Запад, владата може да и наложи, па се зборува за термините, дали е тоа национализација, односно наложување дека ги превзема на управување. Може секој што да го направи. Тоа сега овој си како бизнисмен се обидува да се ги наплати и да земе чара, ако може и од камен вода да изцеди и да земе од државата поише пари. Сега 230 милиони метри кубни газ и се потребни на Македонија само за грејење, само за производство на топлинска енергија. Тие треба да ги набавиме од Србија преку цевката од Бугарија за возврат да испорачаме електрична енергија. Во ситуација кога и ние имаме недостиг од електрична енергија. 300 милиони пише ги да видат и не знам како ќе треба. Дали ќе го направат, не знам. Да, во ситуација кога, како што рековте, дополнителен проблем се топланите, кои се во собственост на приватна компанија. Да, 3 различни фирми. Немаме договор со Србија, немаме договор со фирмата која ги поседува топланите, а за 2 недели почнува грејната сезона. Точно. Вие сте скептик дека ќе има
топли радиатори на 15 октомври? Има олеснителна околност тука. Мазутот? Олеснителна околност, дека ќе има топлификација, бидејќи околу 20, предпоставам околу 15% од вработените во влада и околу 20% во собрание се живеат во станови на топлификација, па ќе си направат да има грејење за нив. Како? Мазут? Па ќе најдат начин да работи и ние ќе се огре. Ово е малку шега, иронија. Така. Господ прво брада си направил себе па на другите, зошто да направат да седат во ладни домови? Тоа е олеснително дека ќе превртат секој камен да најдат гориво, тоа е олеснителна околност во тешкиве. Малку е шега, ова е иронија. Добро, меѓутоа две се опциите, или ќе биде газ од Србија што ќе Или стаса, мазут. или мазут. Мазутот како алтернатива би бил, да не употребам пресилен збор, меѓутоа еве вие поправете ме ако грешам, аерокалипса за Скопје. Па не, до... Ние и така сме најзагаден град во светот Не, и бевме без во мазут. Европа, сега ќе станеме у свет. Бевме и Барем во во нешто светот, да бидеме бевме први и во светот, во професоре. ниво на Што ќе загадување. значи за Скопје враќање на грејење на мазут? Па ништо, ќе имаме повеќе заболени деца со органите за дишење, зголемен број на алергии, малку порано постарите луѓе ќе си починат, ќе одидат на вечен мир и спокој. Јасно е дека со позголемено загадување, а овде ќе има и канцерогени материи во кога се согорува мазутот. Не знаеме кој тип на мазут ќе се купи, може да има во него содржина на сулфур. Па ќе имаме кисели доложови кои што малку поише ќе ја расипат почвата. Има многу лоши работи со користење на мазутот. Едино добро ќе биде дека ќе работат нашите радиатори. И на тие 20% ќе им биде топло дома. Во таа ситуација можеби е подобро да се грееме со кевиње и амболии отколку со Ја еднаш на на шега мазут. реков, чашка жете и една фиферонка на саат потрошувачка и ќе ни биде топло. Да, бидејќи вие Ќе тоа се ја гушкаме. што го кажав аерокалипса го преведовте по со зголемен број алергии Да, и да, апсолутно зголемен меѓутоа број мислам на дека ќе биде смртност. многу посериозно загадувањето со враќањето на мазутот кој е Да. исфрлен од употреба повеќе од 15 години, ако не се Да, лажам, да, можеби точно е. и повеќе. А и така сме најзагаден град во Европа. Сега ептен нема да може никој да ни го земе приматот. Е Во сега нешто први. што станува со Европа позади вас ги имаме сликите на Северен тек 1 и Северен тек 2. Рековте во Северен тек 2 учествува во изградбата не само руски, туку и европски има, компании, тој меѓутоа некој. и двата нафтоводи, гасоводи тргнуваат од Русија и завршуваат во Во Германија. Полска и Германија, на границата меѓу Полска и Германија. Да, таму и е во поминуваат Германија. низ Балтичко море. Да, они као низ неутрални води минат, влегуваат таму и од секогаш Полска беше против тие два гасовода, не мине низ Полска, не мине низ Украина, не мора да плаќаат патарина за гасот и они беа против тоа. Губеа голема можност. Германија го финансираше како добра деловна сделка, зашто после на тој газ ќе им го продаде на Полска, на Австрија, на сите други. Америка, еве вие сите знаете дека председателот на Америка уште пред да се случи ова со Украина рече нема да дозволиме да проработи Северен ток 2. И со промената на Меркел која дојде новиот председател, они почна да наоѓаат административни пречки да се пушти во функција гасоводот Северен тек 2, ток, тек, како сакате кажете, тој беше спремен, функционален, наполнет, само требаше се отворат вентили. И спречија американците тоа, Шулц здаде и на крај рекоа нема тој да работи. Ама па молат, зашто спречувате низ Северен ток 1, сте смаливте прво од 100% на 40%, па на 20%, па малкуцка помалку, и еве сега точно се оствари она што го предвиде председателот на Америка, нема да дозволиме да проработат гасоводите, особено Северен ток 2. Сега и Северен ток 1 не функционира целосно. Не функционираат поради ремонт или поради не знам ова што се септември случи, не може, ова е диверзија, тоа се Добро, гледа сега има од авион. саботажа, односно се случува нешто во длабочините на Балтичкото море. Диверзија, саботажа, како Русите велат сакате, со дека експлозив е тоа подигнато во воздух. Само прашање... Кој го направил тоа? Едно друго прашање мене лично не биде. Обично се 4 цевки за да го пренесе, не е една само голема. Еве, Дали- може и гледачите, да- извинете професоре што ја прекинувам, довршете, а мислата само би го замолил режијата да ја покаже на цел екран претходната мапа, за да може гледачите да видат
да имаат јасна представа од каде тргнуваат и Северен тек 1 и Северен ток 2 и каде Русија до Германија, да. Ете, ево оваа мапа на голем екран. Кога што го викаме Северен ток 1 или 2, тоа не е една цевка, него се обично 4 цевки со определен диаметар. Дали ова експлозија разнела една цевка, две, не знаеме, а дека огромна количина газ истече од двете е видливо на површината на морето. Во Северно море се појави овие. Тоа е штета како материјал и треба време тоа да се поправи. И сега, кој прво губи? Губи Европа. Не може од Северен ток 1 и тие 20% што тече да ги добие. Губи Русија, затоа што не може да земе пари, не може да им продаде газ. Кој добива? Добива Америка, бидејќи ќе испорачува само она газ колку што може, колку што приема. И како криминални филми, следи го токот на парите, ќе видиш кој е најзаинтересиран тоа да се случи. Ние не може, така рекол председателот, имало некои бродови американски на 50 на километри од ова кај што се случило, така прочитавме. Професоре, и одма е сомнеш, ама за една вистина, да не биде реална пропагандата, медиумите, или тоа е тактиката секогаш, ќе се пласираат 5 сценарија. Демек, прво дека Америка е крива, второ Русија се им правила сама саботажа, трето Украина отишле, пукнале, четврто Полска се осветила, шесто дека Норвешка, бидејќи они во истиот ден пуштија нивниот газовод, па овој го пукна за да купуваат нивниот газ. Од денеска имате 6 сценарија, а секој нека си прифати кој му е најверојатен. На крај ќе испадне дека Риварски брод погрешка. Да, го пресекал. сам се утопал, да, овој. Професоре, алтернатива за газот што стасува преку Северен тек 1 што стасуваше и сега Северен тек 2, Норвешка е голем... Пуштива определена количина. Да, меѓутоа има ли инфраструктура? Која е таа цевка? Сега пуштија, па таа е чисто ваков гасовод од Норвешка покрај Данска оди во Германија и свечано го пуштија дента кога ова се случи двете три експлозии. Има ли таа цевка капацитет и Норвешка како производител да го надомести рускиот газ кој стасува во Европа? Мислам дека тој цевковод не е со тој капацитет. Он ќе задоволи определени потреби, е помош. И сега ние што размислуваме дали вака наивно дали ова беше опомена за Русија или беше предизвик. Ајде да те видам што можеш да направиш ако ова ти го направам. Или дај не се залетувај многу, бидејќи ова што се случи, јавија сеизмот, не е земјотрес, не е ништо, него е детонација, експлозија. Тоа го јавија и во Шведска и во Данска сеизмолозите. Експлозија. Да, значи, на ниво на 2,3 степени по Рихтер. Подводна експлозија, екзактно го кажа. И сега, до сега не се случило да се нападне гасовод. Имаше војни во Грузија, лево десно, Ирак, Иран, имаше војна што трае 8 месеци, па стасуваше гасот преку инфраструктура. Гасоводот не се пипка. Ова е прв пат, според мене, дека ваков магистрален гасовод да се оштети. Тоа е веќе нова димензија, според мене, може би еден голем чекор поблиско до некоја посериозна војна. Дали сега ќе почне да се ги пукаат системиве за транспорт на газ, па системите подводни кабли за транспорт на електрична енергија, ќе го пукне, нема трансфер на големи количини. Па ќе си ги пукнат вајда линиите оптички за пренос на информации, банки се. Дали до тоа ниво ќе дојдеме, не знам. Каков ќе биде одговорот? Не, тој нема да биде веднаш. Ќе се излади ситуацијата, ќе видиме после нешто, ќе почнат некои чудни случки. Но барем не ни е досадно, живееме во интересно време, нели? Макар да скапо плаќаме. Европската унија вели дека на долг рок замена за рускиот газ ќе биде гасот од САД, од Америка. Каква е инфраструктурата за пренос на гасот од таму, како би стасувал, кога нема, во ситуација кога нема други цевки? Тоа е видливо и се знае. Треба да се направат прво во Европа приемни станици. Моментално околу 23 ги има, постоечки, низ кои што може да стаса течен газ и постоја да се пусти, да се користи во континентот, во Европа. 23. Треба да... А тие не дека задоволуваат околу 30% од потребите на газ.
Европа добива газ и од Алжир и од други места има линии, така еве сега од Норвешко, од Северно море гасот што доаѓа. Значи има неколку алтернативни, но за сето ова треба да дуплира овие предејни станици за течен газ. За колкав рок се прават тие? Тоа па ми треба најмалку 2 до 3 години колку што е проценката. Ако не е тоа по македонски проценки, да, ќе 5-6 години так. би требало за се. Вајде за 2 години можат да ги изградат. Предпоставам така е некоја норма, но потоа треба да има доволно танкери за таков пренос. Колку има Америка во даден момент, но голем дел од нив е исто така со обврски долгорочни, бидејќи Индија, другиве кои купуваат течен газ, прават договор на година дена кои ги купуваат. Колку имат од Катар, од другиве што носат, другиве и Русија произведува течен газ, сето тоа е прашање колку од тие ресурси може да се насочат кон Европа, да дојдат и да носат течен газ. Треба да се направи дополнителна флота и веројатно треба да се направат други производни постројки во Америка за зголемена количина на втечнет газ. Сето тоа е нешто треба и тоа би можело да се направи за 2 години. Најмалку период. За 2 години, значи одека ако нема доток на руски газ, ќе биде голема криза во Европа. Ќе го потрошат оноа што го купија минатото лето. Тоа како ќе го за Македонија ги разгледувавме можните сценарија како Македонија мал потрошувач, 2 милиони луѓе, газ употребуваме најмногу и само единствено веројатно нешто во индустријата и малку и за загревање, најголемото количество на годишно ниво. Меѓутоа Германија функционира на газ со години, тоа навлечена на рускиот газ Тоа значи уништување на Германија, како се чудите, без газ. Колку може овие количества од Северна Африка што ги спомнавте од Норвешка сега да го надоместат рускиот газ? Еден дел, може 30%, 20-30% ќе може да задоволат или евентуално тоа мало количество 20% што го пуштува низ Северен ток 1 да биде као надоместено. А може и кај нив некој дефект да се случи. И сега како Германија како европска локомотива страшно погодена е со ова. Што останува за останатите земји? Франција веројатно тука, меѓутоа Франција со нуклеарните централи ќе го надоместува недостигот на руски газ. Франција има проблем со нуклеарната енергетика, кој што знаете, дека поголем дел од нив се надвор од погон, затоа Франција дури бакнотираше ЕДФ и го зеде да биде национална компанија. Прво, летоска немаше вода за ладење на реакторите. Второ, Франција голем дел од некои потребни работи ги купува во Русија. И тука не е само гориво, него и други елементи. Дали се тоа модераторите што се во реакторите, некоја друга работа. И моментално тоа се скусува, го немаат и се надвор од употреба добар дел или неколку а тие се големи, тие се сите во големи постројки по 1500 мегавати во една единица, наредени се неколку огромни централи со огромна количина на производство. Една ако запре, одма се чувствува во системот на Франција. Во таква ситуација, кога велите дека и војната ќе добива нова димензија, можеби повеќе со гаѓање на енергетските транспортни линии, имајќи предвид зависноста на Европа и невозможноста да се надомести тоа на краток рок. Потребни се 2 до 3 години, рековте, да се направат тие станици. Што може да се очекува разногласи? Малку водам на политички терен, меѓутоа дали очекувате Европската унија да бидат се погласни земјите членки кои ќе бараат намалување на санкциите и враќање на рускиот газ или пак зарибување на таа европска економија? Прво, дека страда европската економија, страда и руската економија, паралелно двете, но во Европа не страдаат сите еднакво. Например, Шпанија се против оно што велат сите да трошат 15% помалку енергија. Нека зашто трошам помалку енергија која ми треба за производство во наквото и си имам ја договори газ кој што не зависи од Русија. Она се купи од Алжир директно и што ќе ме ти принудиш мене да го уништувам моето стопанство, демек од солидарност, ако пропаѓала Европа цела, нема зашто ми пропаѓа моето стопанство. Значи гледате како веќе секој си гледа својата национален интерес. На секоја држава националниот интерес е приоритет, освен кај нас. Националниот интерес им е приоритет. Ете, тука е суштината и ќе има разногласие.
Ќе има спротивставување се повеќе. Ќе има спротивставување и од Италија, кај што ве се закачува малку со Франција, барем вербално, и тоа е. Ќе има проблеми. Во Европска заедница ќе има проблеми и се повеќе луѓе ќе излегуваат на улици против влошените економски услови. Се повеќе компании ќе затвараат. Да, премиерот рече, нашиот заврши времето на изобилие на трошењето на електрична енергија во Европа, меѓутоа ете таа Европа не е научена да штеди и јас очекувам дека ќе има се погласно. Народот излегува на улици, само ние тоа не го гледаме. Треба да го гледаме на оние другите медиуми што се алтернативни на званичните државните. Така, професор, да се вратиме на крајот назад. Што може да очекуваат македонските граѓани како цена на струја која повторно ќе се определува на крајот на годината за од 1 јануари? Дали ќе остане на ова ниво сега цената на струјата или повторно ќе има корекција во нагорна линија, ново поскапување? Јас очекувам дека ќе има и треба да има покачување на цената. Тоа ќе не принуди уште повеќе да се стегнеме за жал, ќе го погоди уште повеќе домашниот буџет и жалам што државата преку ноќ не донесува од уредби со кои што барем на некој што може да произведе повеќе електрична енергија, да купат колекторите, ќе речете малку е. Народот рекол на сиромав човек им во уста да му летее чар, така целата таа произведена енергија не е тоа за сега, ќе биде и идната година, ќе биде тешка, може да биде и потешка, луѓе. Ќе паднат фирми, не може да се дигнат, ќе има невработеност. Гледаме дека ќе има емигранти напаѓаат границата на Грција, ќе дојдат во Европа, тоа е страшен притисок. Идната година ќе биде уште потешко од ова. Ќе се поскапи електрична енергија и барем да е свесна државата. Тоа поскапување да биде за олеснување на цената на стопанството, некако да го проголтаме како граѓани, ама не да биде за богатење на трговците. Да, рековте, очекувате се поголемо разединување во Европа. Дали во Македонија очекувате мало политичко обединување со оглед на тоа што опозицијата ги понуди своите контакти, Мицковски рече, може да обезбеди поевтина струја за компаниите, а потоа премиерот му возврати дека тоа бил сублимат на владините политики, добар сублимат на владините политики. Можно ли е да не се бараат политички поени и еднаш да делуваме, како што рековте, во национален интерес, заедете на фирмите да им се обезбеди на вистина ако има опозицијата? Очекувате ли такво нешто да се случи? Видите, диалог не представува два монолога. Тука треба и да разберат едните и други дека ако нешто се нуди од политичкиот противник, не го понижува тој што ја води политиката. Ако тој што ја води политиката, еве во енергетиката политиката, задоцнил, не ги превземал потребните мерки. Ако некој што му е противник, грешиш, ово има, па прифати го. Не мора да признаеш, речи тоа е моја мерка како сега, ето вика дајте олеснување на она. Да, ние го мислевме тоа, па речи така, тоа беше наша мерка, само сега ја објавуваме. Направи таква некоја секој предлог кој што е добар и прифатлив треба да се прифати, не априори да се одбие бидејќи од политичкиот конкурент, ја би рекол, да не речам противник. Ја го викам конкурент. Тука е конкуренција на идеи, на знаење и на спроведување на акции. Ако не спроведуваш акции, викаш имам идеја. Добра идеја е само реализирана идеја. Добра намера е пат до пеколот, а добра реализација е пат до рајот. Еве, ова треба да се знае. А немаме реализација. Имаме само најави. Ќе нема проблеми со струја, ќе имаме централно грејење, а ние се плашиме. Јас се плашам, а би сакал да имам, и јас имам дома централно грејење, ама кога ќе го снема, ќе се греам на електрична енергија на топлинска пумпа. И кога ќе се распадне системот електричен, си купив дрва да се преселам, кај што дома немам оджак за да се греам, ќе се преселам негде кај што можам со дрвата што ги купив да се греам. Значи, план А, план Б, план С и план Ш, вајде и свеки си купи. Професоре, многу ви благодарам за гостувањето и за размислите. Благодарам и на вас.